Крајот на летото во Малешевијата и годинава се испреќа разочарано. Земјоделците и сточарите од овој крај немаат ниту една причина зимата да ја дочекаат спокојни. 250.000 стебла сливи беа со послапрот од лани, но тоа не ја подобри цената. Нема сливите и со снег е заебанција. Таа година гледам тоа откупува по нешто. А од лани многу имаше сливите, ништо. Така само викаат си откупата, не откупува. Секако овие пари не завршуваат само кај производителите, зашто освен другите трошоци треба да се платат и аргатите. На крај признаваат и тие, за собствениците не останува ништо. Многу тешко да работиш, да не можеш да искараш за леп. Колку плаќа на дарачите? 15 динара гајбичката. Или за килограм колку ти му даде? 3 денари? Тоа 3 динара. Колку 5 по 3, 15. По 3. Ништо не е чарот. Нафта на аргатино да плати, на него нема ништо. Работим си за трошковете. За трошковете се работи само. И така, да искаш нешто като порано што се градеше. Тешок живот. Освен со сливите, разочарување тие насетуваат и со компирот, чие вадење треба да започне за 10 дена. Компирот вика 8 денара, од кај на каде дека ќе садиш, дека ќе работиш, като нема пласман дека да се даде. Разочарувањето во екзистенцијата и немањето живот во Малешевијата се заокружува со млекото. Кравјото млеко, јас бех 90-та година млекар во млекара работих. Тогава беше 18 динара млекото го плащаш, истата е цена си и сега. Гледам, се покачи, само млекото пара. Па треба државата поткитно да, ако сака да задржи народот, поткитно треба да обрне внимание. Иначе без парица не живе. Иначе да има нешто за гарантирано, да се гарантира, има, може да се живее, ама нема ништо, не гледаш. Сите овие проблеми оловно тежок го прават животот во еден од најекзотичните краеви на државата. Природата овде дава многу, но многу земаат од купувачите и државата. Па затоа, тие што се овде, живот за нив нема.